Добро вечер. Ја почна ли власта најавуваната робусна акција во правосудството? Дали интерпелациите за членовите на судскиот совет избрани од собранието и разрешувањето на државниот обвинител се чекори кон подобрување на состојбите во правосудството или пак смена наши со ваши? Колку одложеното пензионирање на судиите и обвинителите ќе помогне да се пополни кадровската дупка? На овие и други прашања вечерва дебатираат моите гости, поранешната врховна судика Вера Коцо. Добро вечер. Добро вечер. Новинарот во БИРН Васко Маглешов. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. И адвокатот Златко Јакимовски. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Почнуваме со емисијата по рекламите. Емисијата ја почнуваме со иницијативата за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Премиерот уште во првите месеци од мандатот јавно преку медиумите го предупредуваше државниот обвинител дека може да биде разрешен, но се обидуваше да остави впечаток во јавноста дека му дава шанса да покаже резултати во борбата со корупцијата. Да го цитирам и во едно интервју, премиерот во октомври рече: и кога ќе видиме дека нема напредок, тогаш логично е да предложиме наши луѓе во кои што веруваме дека ќе го испорачаат тоа кое што и граѓаните го очекуваат и ние. Обвинителот како да ја привати шансата и се обидуваше во јавноста да покаже, да докаже упатства, брифинзи, пресконференции, интервјуа, но сепак власта ја почна процедурата. Правда веќе го изготвила предлог извештајот за разрешување кој преку владата оди во Советот на јавни обвинители. Денеска испратија соопштение во кои кажуваат некои општи причини без многу детали, па за почеток да го погледаме прилогот на колешката Марија Митевска. Министерството за правда го пратило до владата мислењето за предлог разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Од правда соопштија дека во изминатиот период биле сведоци на низа скандали, нарушена функционалност на јавното обвинителство, нарушени меѓучовечки односи, незаконски постапување и корупција, неефикасност во кривишно гонење и повреда на принципите на организација на јавното обвинителство и самостојноста во вршење на функциите на обвинителите во вишото јавно обвинителство. Државниот јавен обвинител на Република Северна Македонија постапувал по предмети во кои согласно законските одредби постоеле околности кои предизвикуваат сомневање во неговата непристрасност, како и судир на интереси, а за кои околности тој требало да знае и требало да се изземе. Воедно во јавноста беа лиферувани и информации и податоци за предмети со што е повредена обврската за тајност во постапките. Но за кои конкретно предмети станува зборот, правда не прецизираат. Не е јасно ни дали Министерството за лиферувани информации и податоци мисли за случајот кога тогашниот шеф на вишото обвинителство Мустафа Хајрулахи сподели со дел од медиумите снимка на која ќерката на Коцевски е на средба со новинарка, но од обвинителството негираа дека били изнесени доверливи информации. Хајрулахи во меѓувреме беше суспендиран поради кривичната истрага против него. Советот на јавни обвинители на предлог на Коцевски во понеделникот како времен раководител ја постави Наташа Крстевска-Целева. Владата претходно како причина за разрешување на Коцевски ги наведе последниот индекс за корупција во кој имаше критика за состојбите кои се случиле во обвинителството и судството, како и незаконското именување на в.д. шефот на вишото јавно обвинителство во Скопје. Коцевски одговори на владата дека не била добро информирана за тоа што во вишото обвинителство не е поставен вршител на должност, туку времен раководител. Согласно членот 88 од Законот за јавно обвинителство, државниот обвинител може пред време да се разреши поради тешка дисциплинска повреда или ако е член во политичка партија. Но во соопштението на правда не се споменува за каква тешка дисциплинска повреда станува збор. Во Законот за јавното обвинителство е наведено дека јавниот обвинител на Република Северна Македонија е одговорен за општите состојби во врска со организирањето и извршувањето на функциите на јавното обвинителство и за својата работа одговара пред собранието. Собранието пак, како највисок представнички орган на граѓаните, е уставно надлежен за именување и разрешување на јавниот обвинител на Република Северна Македонија. Хајрулахи тврдеше и дека бил жртва на притисок од Коцевски за предметот со бонусите на СЈО. Предметот за бонусите кај вишиот обвинител Јове Цветановски, за кој се води дисциплинска постапка. Цветановски поднесе кривична пријава против Коцевски, бидејќи во предлогот немало навод за каква крупна професионална грешка станува збор. Советот на јавни обвинители треба да одговори во законскиот рок од 15 дена, откако ќе го добие мислењето.
Да, ги слушнавме на новите информации, но и сумирано што се случуваше изминатиот период околу државниот обвинител Љупчо Коцевски. Судејќи ќе почнам со вас, еве од она што го слушнавте, гледате ли овде простор за, односно каде гледате како би се разрешил државниот обвинител, по кој основ? Слушнавме дека едниот е да биде член на политичка партија, што очигледно по она што го соопштија и од Правда. Тешка дисциплинска Другата повреда. тешка, да. Може ли вашите согледувања? Со оглед да во Законот за јавно обвинителство се предвидени основите според кои може да следува разрешување на републичкиот јавен обвинител, јас не знам од кои причини е поднесена таквата сега овој предлог поднесен до обвинителскиот совет. Од информациите на телевизија што ги слушнав, само знам дека е поднесен таков предлог до јавно обвинителскиот совет, но што пишува во него, која е причината, останува да видиме дополнително. Инаку причините за разрешување на републичкиот јавен обвинител се многу јасно определени во самиот закон за јавно обвинителство. Од она што го слушнавте, не гледате такви причини досега во јавноста или пак... Па она што се случуваше, таму имаше некои превирања, расправи меѓу републичкиот јавен обвинител и вишиот јавен обвинител и други некои слични случувања, како што ќе бидат квалификувани тие случувања, не знам, бидејќи самиот судски совет треба да го разгледа тоа и да види дали е сторена некаква тешка дисциплинска повреда која би повлекла разрешување на републичкиот јавен обвинител. Сега топката е кај Советот, кој што треба да одлучи дали постои некаква причина и дали ќе му биде изречена таква за дисциплинската повреда некаква казна или што ќе следува, не знаеме. Член на политичка партија не сме чуле дека е, освен овие случувања со кои што јавноста беше запозната преку телевизиските емисии. Така. Мислите ли дека, бидејќи во законот не е наведено дека е задолжително, па токму веќе слушнавме и некои владени представници дека толкува дека мислењето на Советот не е задолжително? Не е задолжително, дури и не мора да го дадат. Да? Така стои во законот и ако се случи тоа, останува на собранието. Но што ќе кажува, еве сега нели хипотетички зборуваме доколку има негативно мислење, односно не ја поддржат иницијативата владата, а парламентот сепак го изгласа тогаш останува на парламентот да одлучи дали ќе најде повреда во неговото однесување, тешка дисциплинска повреда или нешто друго, сето тоа е препуштено на случајот. Да, но кој треба тоа да го утврди, Советот на јавни обвинители или пак парламентот? Советот на јавни обвинители треба да го утврди, но ако се исклучи од тоа да расправа по тоа, тогаш неговото мислење до парламентот ќе изостане. Така. Добро, на Маглешов, како гледате вие на последните информации денеска, соопштението од Правда? Некои имаше формулации поопшти, да речем, без конкретни... Да, практично и денешното соопштение, меѓутоа и пресконференцијата на портпаролката на владата, точно гледав дека за една минута ја кажа, го мерев времето во кое што говореше зошто смета дека треба да биде разрешен државниот јавен обвинител. Таа први наведе две причини. Индексот, односно на перцепцијата на граѓаните за борба против корупцијата, што е, да речем, легитимно, меѓутоа во таа смисла законот не предвидува дека можете некого да разрешите заради перцепција. И втората работа дека направил некаков превид, односно да речам незаконие со распоредот, односно со назначувањето практично на раководител на вишото јавно обвинителство. Денеска добиваме друга еден тек на настаните, би рекол. Во соопштението што Министерството за правда го испрати до јавноста се наведени ни помалку ни повеќе 7 причини зошто јавниот обвинител треба да биде разрешен. И јас веќе се обидам вака да ги поминам една по една накратко, чисто за да видиме дали и колку се издржани тие аргументи. Повторно ќе речем, ова е информација од Министерството за правда, не го имаме целосното мислење, меѓутоа врз основа на тоа што го имаме како информација. Вели, во изминатиот период бевме сведоци на низа скандали. Не знам на што конкретно се мисли, бидејќи скандал во јавното обвинителство јас не сум видел. Не знам сега што подразбира Министерството за правда под скандал.
Нарушена функционалност на јавното обвинителство. Исто така и тоа не знам што значи нарушена функционалност, бидејќи колку што ние знаеме и гледаме, јавното обвинителство во рамки на своите надлежности, со ресурсите со кои што располага, ги водат постапките онака како што ги водат. Нарушени меѓучовечки односи е една прилично растеглива компонента и секогаш кога сакате некого да разрешите, велите поради нарушени меѓучовечки односи. Добро, така беше со Весна Дамева. Да, овде веќе станува јасно дека тука се во вишето обвинителство случувањата за што Така е. имаш и кривични пријави. Веројатно. Да. Незаконски постапувања и корупција. Мене ова најмногу ми боде очи. Ако Министерството за правда смета дека државниот обвинител е корумпиран, не треба да му поведе постапка за разрешување само, туку веднаш да му поднесе кривична пријава, веројатно утре да го уапсат, ако има докази дека тој е криминалец. Јас за таква работа не знам, можеби Министерството да има некакви податоци, па би било добро да ги слушнеме. Вели неефикасност во кривичното гонење и повреда на принципите на организација на јавното обвинителство. Мислам дека тука практично се однесува делот на назначувањето на обвинителката на чело на вишето јавно обвинителство додека трае постапката за суспензија. Меѓутоа и тоа е прилично проблематично, затоа што во законот децидно не е наведена постапка кога имате ваква ситуација, кога имате суспензија на јавен обвинител, што ќе се случува. Законот тоа не го препознава. Сега, ние имавме една ситуација, да ве подсетам, пред неколку години, кога беше суспензијата на Вилма Русковска и на уште една обвинителка Ивана Трајчева. Таму обвинителот Трајче Пеливанов беше исто така именуван од Советот на јавни обвинители да раководи привремено додека трае постапката за суспензија. Тоа значи кога ќе стигне поштата во јавното обвинителство да има кој да ја распредели. Мислам, чисто на ниво на некаква организација. Па, да речеме, вели постапувал во предмети во кои согласно законските одредби постоеле околности кои предизвикуваат сомнеж во неговата непристрасност и судирни интереси. И сега, последното вели, во јавноста беа лиферувани информации и податоци за предмети со што е повредена обврската за тајност во постапките. Значи, според член 8 од Закон за јавното обвинителство, јавното обвинителство е должно да информира јавноста за текот на постапките за предмети што се од висок јавен интерес. Јавниот обвинител, немам никаква интенција да му бидам некаков апологет, напротив, мислам дека има што многу да му се забележи во неговиот однос кон тоа како ја раководи функцијата, меѓутоа за ова најмалку може да му забележат, бидејќи целта е јавноста да знае што се случува со постапките. Сега, она што практично мене во овој дел мислам дека не ми се допаѓа во неговото раководење, таа една понизност кон премиерот и снисходливост кон тоа што значи како тој се однесува кон целата сеопшта јавна дискусија околу неговото разрешување. Не може премиерот додека трае претрес да излегува и да кажува штета на постапката, да кажува кои луѓе ќе бидат уапсени така натаму, јавниот обвинител за тоа да го нема никаде да ќути. Така што мислам дека во тој контекст е дури многу понизен и сервилен во таа смисла и ова сега што се случува е веројатно некаков бумеранг на неговиот однос кој што е прилично поданички кон власта во оваа ситуација, бидејќи да не заборавиме, тој отвори предмет за седењето на премиерот, нели, премиерот рече дека бил следен од некакви служби, па тој, односно државниот обвинител, се заложил да го испита тоа, отворил и предмет по допрен глас и така натаму и така натаму. Така што јас немам впечаток дека обвинителот не работи, напротив, мислам дека баш работи за власта. Ако, еве да речам така, го говориме со малку понародски јазик. И мислам дека ова е насилничко разрешување на државниот јавен обвинител, се разбира дека ќе се спроведе, бидејќи што власта запнала тоа да го тера, немам сомнеж дека така и ќе заврши. Меѓутоа остава еден многу лош сигнал, бидејќи ние и во минатото имавме ситуација на разрешување. Обвинителот Прчевски беше разрешен, Марко Зврлевски и така натаму, ја тврдам дека некаде немало основа за разрешување. Меѓутоа овие наведени, еве да речам, факти, кои што не се ни факти, него се некакви индиции, вака како што се ставени, мислам дека не се доволен аргумент за тој да биде разрешен. Особено што законот, како што рече и почитуваната Коцо, не предвидува крупна грешка. Која е таа крупна грешка и кој треба да ја констатира? Советот на јавни обвинители, собранието, бидејќи законот за јавно обвинителство не предвидува дисциплинска постапка за јавниот обвинител таква каква што предвидува за пониските јавни обвинители, и сега и Советот на јавни обвинители, јас не знам како ќе реагира. Моето мислење дека ќе даде негативно мислење во однос на барањето, да речем, на Министерството за правда, односно владата во овој случај, и мислам дека владата сега ќе биде на половина пат, веројатно нема ни да го слуша Советот, ако решил да го разреши, ќе го разреши, меѓутоа дали е тоа начинот на кој што треба се одвиваат работите, друго прашање. Од една страна, нели, дилемата е ако Советот е единствено надлежен да оцени дали има тешка дисциплинска грешка во ситуацијава,
бидејќи тоа е обвинителска работа, тогаш ако тие дадат негативно мислење, тоа ќе значи дека продолжува политички да се спроведува, но од друга страна веќе власта си обезбеди алиби дека овој совет не чини, дека не работи како што треба, па можеби тоа ќе биде еден од аргументите зошто да не се послуша мислењето кое сепак по закон можеби треба да го побараат. И тоа е можно. Еве, например, денеска Уставниот суд го објавува распоредот за наредната седмица. Таму случајно или не има една точка на дневен ред која што е поднесена од јавен обвинител, која што се однесува за одлука донесена на Советот на јавни обвинители. Во Македонија случајности не постојат. Не знам зошто предметот кој што е заведен уште минатата година пред неколку месеци токму сега се отвара на денот кога се да речем Министерството за правда излегува со некакво мислење, односно извештај. Меѓутоа, јас мислам дека ова понатаму исто така би одело во насока на менување и на членовите на Советот на јавни обвинители. Тоа ми беше едно од следните прашања, да. Јакимовски? Прашањето за разрешувањето на државниот јавен обвинител или јавниот обвинител на Република Северна Македонија не е некој прашање на определена волја на определени структури на моќ, туку е пред се прашање кое што е строго законски регулирано. Меѓутоа, ние како јавност, и стручна и лаичка јавност, имаме еден мал проблем да работите ги наблюдуваме изолирани од контекст. Тие појави надвор од контекстот немаат никаква смисла и се тотално неразберливи. Денес ситуацијата со постапката, причините и начинот на разрешување на републичкиот јавен обвинител се последица на фактот дека тој е првиот јавен обвинител кој што е избран согласно новиот закон за јавно обвинителство од 2020 година, кој што како закон нема никаква номотехничка структура внатре во него и самиот јавен обвинител, односно постапката за пред се за избор, а потоа и за разрешување на јавниот обвинител дадена во тој закон, го сведува јавниот обвинител од една крупна политичка фигура која што во суштина е секаде во светот таа позиција политичка фигура која што ја представува основната спона на допир помеѓу правосудната власт и извршната власт во државата. Самиот факт дека јавниот обвинител согласно овој закон мораше да биде избран од редот на веќе постоечките јавни обвинители го ја дава причината веројатно зошто власта, иако 10 месеци, отприлика 10 месеци, веќе 9 месеци, говори дека обвинителот Коцевски е главниот проблем, главата на јавното обвинителство, тоа таму не функционира, треба да се реши што побрзо, меѓутоа самата структура на законот во голема мера ги ограничува и волјата на власта, односно извршната власт преку собранието да може да го разреши јавниот обвинител, односно предвидените основи за разрешување, кои што се по принципот на нумерус клаузус, во суштина представуваат одредено поклопување во првите 6 точки од крупната дисциплинска повреда за јавниот обвинител на Република Северна Македонија и било кој друг јавен обвинител. Во суштина јавниот обвинител е сведен на обичен вработен и тој во суштина точно е тоа што кажа и почитуваната судика и новинарот Маглешов дека тој не може да стори таква повреда бидејќи тој во суштина не работи во тековни предмети, тој нема активност секојдневна. И од тие причини во една суштинска смисла соопштението на Министерството за правда лиферувано денес во јавноста е апсолутно фрагилно, слабо и недоволно за да се констатира определена Да, очекуваме дека дисциплинска повреда. Секако тоа е соопштение, веројатно во извештајот има подетално, но она што спомнавте за предмети, токму во соопштението пишува дека постапува во предмети во кои постоеле околности кои предизвикуваат сомневање во неговата непристрасност како и судирни интереси. Видете, јавниот обвинител е структурно така поставен. Сам кога говорам јавниот обвинител, мислам за јавниот обвинител, државниот јавен обвинител Коцевски, тој структурно е така поставен да сите предмети се негови и ниту еден не е предмет негов, бидејќи тој по принципот на хиерархија, субординација може со авокација да одземе предмет, може да го делегира на понизок јавен обвинител, така да апсолутно тој и во сите предмети е вклучен, меѓутоа директно со секојдневна активност во смисол пишување поднесоци, застапување на суд и така натаму воопшто не е тековно активен. И од тие причини кога ситуацијата е таква каква што е, не може да постои крупна повреда бидејќи тој нема преземено определено дејствие кое што може да се квалификува како крупна повреда. Значи не се работи сака ние го браниме обвинителот Коцевски или го напаѓаме, туку зборуваме за една ситуација која што е зададена во овој момент.
Јас би сакал само да дополнам дека мене ми е прилично, еве да речам, политички малку и нејасна ситуацијата, бидејќи ова владеачко мнозинство, кој што беше известно дека ќе дојде на власт, овозможи овој јавен обвинител да биде избран. Што значи, додека на претходниот јавен обвинител, државен јавен обвинител Љубомир Јовевски му заврши мандатот, 6 години мандат, беше именуван вршител на должноста. И тоа траеше, мислам дека некој, не знам, месец-два. Во меѓувреме се тераше постапка за избор на нов јавен обвинител. ВМРО ДПМН како тогашна опозиција не направи опција да го блокира тој избор. А блокираше, блокираше други, да речам, постапки во собранието. Зошто е тоа така, не е доволно јасно, бидејќи знаеме дека и текако кога сакаат одредена работа да ја блокираат во парламентот, тоа се случува. Така беше и за изборот на Јовевски во Уставниот суд. Тоа беше блокирано, тој не стана уставен судија баш поради тој политички притисок што го правеше во тоа време, да речам, опозицијата. Така што и во таа смисла мене ми се не докрај јасни работите, што значела таа можеби премолчана, еве да речам, поддршка, тие не гласале за изборот, меѓутоа како да дозволија да се случи во таа смисла. Така. Судејќи, бидејќи во целава ситуација Советот на јавни обвинители се споменува, токму и поради една од причините кои што ги наведе владата, тоа е поставување на времен раководител, тие го нарекоа ведеш шеф на Висшето скопско обвинителство. Рекоа дека тоа е незаконски, но таа одлука ја донесе Советот на јавни обвинители на предлог на државниот обвинител. Во смисла, дали сега гледате дека тие ќе бидат следната цел, како што е веќе предходно беше со судскиот совет, бидејќи тоа е колективна одлука? Па јас не би го мешала овој настан во обвинителството со настанот во судскиот совет, бидејќи се сосема не го поистоветив, туку велам следна цел, на тоа мислев. Но поставувањето на вршител, како што рече јавниот обвинител, дека таа е само назначена времено. Не веде директор. Не веде, него е времено назначена за да обезбеди функционирање на оној дел што би требало да го обезбедува една личност која раководи со тоа обвинителство. Во овој случај јас не гледам некаква причина дека сгрешил што назначил вршител на должност или времено вршител на должност. Тоа би одело повеќе во прилог на обезбедување на соодветно работење, функционалност на самата таа институција. И зошто му се става на негов терет, не знам од кои причини. Уште повеќе што тој предлог го прифати Советот на јавни обвинители. Советот на јавни обвинители сигурно дека ценел дали таа личност одговара да ја врши таа работа или не. И не гледам зошто сега да биде причина ако Советот, како што тој допушти да таа личност стане вршител на должност, не гледам зошто би одговарала. Зошто би одговарал тој совет, тој состав на обвинителскиот совет заради една таква ситуација кога републичкиот обвинител се погрижил да обезбеди функционалност на органот. Така. Мора да го забележиме и тоа дека постојано околу јавниот обвинител се вртат различни идеи за реформи. Своевремено беше идејата да биде тоа предлог на опозицијата, имаше различни ставови на партиите, тоа не пројде, да биде на шефот на обвинителството, да биде на предлог на опозицијата. Од друга страна гледаме која власт како што ќе дојде го менува државниот обвинител. Сега дури затоа се направија и оние промени во 2020 година во законот, за да не може туку така лесно да се промени, да не без соодветни причини. Каде го гледате проблемот со пред се со именувањето на државните обвинители? Па од секогаш, ако се вратиме наназад, од секогаш јавниот обвинител бил нешто кое е многу важно за власта. И како која власт доаѓал некој што бил во една смисла поддржувал политика на таа власт, па бил назначен како јавен обвинител, и тоа се случуваше со години наназад, да не се лажеме. Дали беше ВМРО или беше СДСМ, секој пат се менуваат тие структури во зависност од тоа кој е на власт. Истото се случи и сега. Беше Јовевски,
тој сакаше да оди во Уставен него суд, редовно му заврши, да, редовно. Добро му заврши редовно, меѓутоа имаше доста расправи и околу тоа предвремено, редовно, па дочекаа до крај. Сега овој обвинител Коцевски беше негов заменик. Да. И наедноставно, може би заради континуитет во работата, го назначија овој, тука се покажа еден квалитет во изборот на овој заменик, бидејќи не беше определен ни кон една, ни кон друга власт во тој момент. Тој се дојде на таа висока обвинителска функција. Но што сега се наоѓа за да биде тргнат од таа функција е друго веќе прашање и повторно ќе заклучиме сите дека може би власта сака да пушти своја рака на таа функција и да обезбеди некој човек кој што ќе ги спроведува оние работи кои што ги има во предвид политиката. Така, да. Постојано зборуваме и за судството, и за обвинителството. Политиката мора да ги тргне рацете од институциите, судските, правосудните институции, еве да речам. Се додека се чувствува дека власта има намера да стави капа над овие функции, секој пат ќе има проблеми. Така. Васко го начна предходно прашањето дали очекуваш дека советот на јавни обвинители ќе биде следен, бидејќи веќе кон судскиот совет почна една битка. Обвинителот сега следен потоа, но сега дали ќе биде совет? Не би ме изненадило тоа да се случи, меѓутоа власта меѓу другото треба да има предвид дека е се што се случува околу правосудството е предмет на мониторинг и на граѓанските организации, кај нас меѓутоа и на невладините, односно на меѓународните организации, и се тоа ќе биде нотирано во некакви извештаи, односно ќе ни се брои некаде таму дека ова е некаков обид за интрузија во правосудниот систем. Не велам дека има задоволство општо кај граѓаните, знаеме какви се состојбите, се прилично да речам неповолни. Меѓутоа дали ова начинот со вакво удирање со клоца во врата да се решаваат работите, мислам дека не. Затоа што постојат во основа начини на кои што тоа може да се спроведе. И минатата власт можела веројатно, не знам, или може би и да сакала, меѓутоа не видовме дека на тој начин разрешуваше членови кои што беа останати од претходната гарнитура. Ние многу добро знаевме во судскиот совет кој беше во советот на јавни обвинители. Сега тоа кога го кажувам, не велам дека тоа е потек што во основа е добар или лош. Меѓутоа веројатно предпоставувала дека ќе најде на критика и заради тоа била многу внимателна кога ќе им истече мандатот да води сметка да не биде тоа насилно разрешување, бидејќи колку една постапка да речеме дека е со добра намера, дека сакаат да придонесат да се зголеми довербата на граѓаните во правосудството, тоа не се прави на ваков начин. Јас мислам дека Советот на јавни обвинители ќе донесе негативно мислење во однос на барањето на владата. И тука владата ќе биде ставена практично во шахмат позиција да треба со негативно мислење да излезе пред претениците, ама на претениците бидејќи вообичаено кај нас се сведува на гласачка машинерија, мислам дека нема да им е важно, нити па ќе го читаат мислењето на Советот на јавни обвинители, бидејќи во основа одлуката е да речеме за назначување на ВД и на самиот Совет на јавните обвинители. Сега Советот треба сам за себе да каже дека донел незаконска одлука што е самото по себе лудило. Така што мислам дека во таа смисла е повеќе од јасно како ова ќе заврши. Дали на долг рок ова ќе се ефектуира и како што беше ситуацијата со членовите на судскиот совет, останува да видиме. Да. Токму за членовите, за 5 члена избрани од собранието од судскиот совет, е следната тема на која што ќе продолжиме да дискутираме вечерва во тук. Сакам само, ако може да се надоврсам, значи во однос на мислењето на судиката Коцо, дека именувањето на Коцевски за државен јавен обвинител представува определен континуитет. Значи и добар избор. Апсолутно не се согласувам со тоа. Не дека обвинител добар избор, континуитет, квалитет. Заменик беше на заменик, да. Значи ова ќе го доведам во контекст со тезите на новинарот Наглешов, кој што вели дека политиката се обидува да стави раце врз јавното обвинителство. Значи секоја власт е лоша и секоја власт на свој начин, во своите можности, способности и сооднос на силите во политичкиот ринг се обидува да направи определена превласт и таа превласт најчесто се прави преку јавниот обвинител. Што се однесува до изборот на Коцевски за јавен обвинител, треба да објективно да ги согледаме сите услови и околности во кои што истиот беше избран. Значи, истиот беше избран во 2024 година
Пред тој член на година. Постапката започна крајот на 2023 година. Тој беше избран од претходното владеачко мнозинство и доколку ова го поврзаме со фактот дека последицата од разрешувањето на државниот јавен обвинител повлекува и разрешување од функцијата на јавен обвинител воопшто. Да. Не постои определен јавен обвинител кој што е рационален, кој што е условно кажано близок до мнозинството кое што се замина, кој што знаеше дека соодносот на политичка моќ во тој момент е таков да за 5 месеци од денот на избор ќе има промена на власта и тој да се напати да биде државен јавен обвинител. Инаку Коцевски не е ни во топ 10 обвинители кои што биле по близина или по квалитет во интерконекција со претходната владеачка гарнитура. Значи истиот е игром случаја најден на таа позиција, веројатно единствен кој што се напатил да изиграва јавен обвинител една година. Имаше конкуренција од уште Конкуренцијата двајца. беше Уште две обвинителки му беа, не беше сам, сакам да кажам единствениот. Меѓутоа, од тие кои што има поддршка од владеачкото мнозинство во тој момент, тој беше единствен. А ситуацијата беше далеку поразлична во 2017 година. И тоа е суштинската разлика моментално. Но измената на законот Тоа сакам да ви кажам. Измената на законот кој што го стесни пулот, сега само обвинители можат да се базенот во кој што треба да се изнедри новиот државен јавен обвинител, со воспоставување на можноста само јавен обвинител или судија од кривична материја со 10 години стаж да може да биде избран. Го стесни кругот на Го кандидати. стесни кругот, меѓутоа исто така во ситуација мислам дека оваа владеачка гарнитура многу добро знае што прави и многу добро знае што цели и веројатно затоа долго време им требаше да се одлучат на овој чекор. Веројатно ова е моментот кога веќе има договорено и дефинирано внатрепартиски кој ќе биде новиот јавен обвинител. Ситуацијата е драстично различна во однос на 2017 година кога 5, 6, 7 луѓе по град мешетарија и се спрема за нов републички јавен обвинител Но да ќе тогаш беше и ветено. адвокатите можеа да се пријавуваат Па токму затоа ви кажувам. Сега е поинаква, да, затоа е конкуренцијата. Имаше уште една, само ќе ми дозволите, теза на дел од, да речам, правниците кај нас, дека можеби е добро да се размисли да не се избира републичкиот јавен обвинител со просто мнозинство, како што е сега во случајот, туку со двотретинско. Што значи дека тука би им требала поддршката, сега не говорам за овој претенички мандат, зборам генерално, ќе им треба поддршката и на опозицијата и тој би бил условно речено консензуално изгласан. Дали е тоа добро решение, треба да се види. Така, мислам дека има работна група која работи на измени на законот на јавно обвинителство, но тоа тој сметам закон за јавно обвинителство, не знам зошто, претрпе измена, меѓутоа не соодветна измена. Кога се почнува кога ќе се отвори еден закон од некои причини за да биде подобар следниот, јас не знам, меѓутоа ете експерти работат на тие закони, но резултатот секој пат е нешто манливо. Со законите за судство, судски совет, закон за судови, 100 пати се сменија и никако да се дојде до она клучното решение, односно квалитет да има законот. Така да. Ама сега законот не може да предвиди дека вие незаконски ќе гласате за разрешување на член на судски совет. Тоа мислам, сакам да ви речам, не е напишано дека постои, меѓутоа си ја измислија нормата, си ја разрешија претходната оваа претседателка на судски совет, збориме за суди и така натаму, да, меѓутоа децидна одредба не постоеше, а тие си ја измислија условно речено и си ја разрешија, па после падна пресудот, мислам. Во законот за судски совет се префрлivме добро, чисто. Секако јас планирав да продолжиме сега со само ова. Во законот за судски совет стои дека може да се поднесе дисциплинска постапка и за член на судскиот совет, но и за председателот. Во член 34 или 35, сега не можам себе да памтам, стои доколку се поведе дисциплинска постапка против председателот на советот, во тој случај седницата ја води заменикот и документите се доставуваат до председателот. Значи се исклучува од таа постапка. Иако до крај не е опишана постапката како ќе тече. Да, па затоа падна на управен суд тоа, така да. Да. Веќе отворивте темата судскиот совет, таму веќе една недела главна тема е интерпелациите. Но токму прашањето кое што се отвори, интерпелации, власта најавува интерпелации, на премиерот рече веќе неколку пати не можеме да ги разрешиме членовите, законот е таков, ги штити, но може преку јавен притисок да ги принудиме да се поднесат оставки.
Но прашањето кое што се наметна во јавноста е зошто сега, на неколку месеци пред на дел од нив да им истече мандатот, но всушност поклучно е она на неколку месеци пред да биде донесено новиот закон за судски совет кој што се работи норми. На кој што работат експерти, суди под будното око на Европската унија, треба да ги вгради оние препораки од оценската мисија која дојде токму тука да ги 40 препораки. Значи надежта за судскиот совет е во тој закон на некој начин, долго време се работи на него и таму ќе има и барем препораките на оценската мисија се такви ако се градат прецизна дефиниција што е истакнат правник, она што е доста време критикувано и во домашната јавност дека тоа се злоупотребува тој термин за истакнат правник. Потоа изборот и разрешувањето на членовите на судскиот совет да биде подефинирано, дури има предлози како ДКСК да се бираат. Сето тоа треба да вгради критериуми и да придонесе за доверба во изборот на нови членови. Прашањето е што ако овие сега си заминат, дали старите ќе се бираат по стариот закон кој што е досега манлив, критикуван. Веќе премиерот кажа нешто околу тоа, дека ќе се почитува оној закон кој е на сила за избор на, ако овие ги разрешат, дека ќе се почитува тој закон што е на сила, а се уште е на сила овој постоечкиот закон, бидејќи некаде во јуни или јули треба да се донесе тој другиот закон. Мене тука ми се поставува едно друго прашање. Постојано се искажуваа мислења дека членовите на судскиот совет, избрани од страна на собранието, не е можно да се разрешат. Меѓутоа, овие членови во судскиот совет се избрани на предлог на Комисијата за избори, именувања и разрешувања. И ако тие се избрани од таа комисија, зошто да не може да бидат и разрешени? Се манипулира со тоа дека не е предвидено во законот нивно разрешување. Прво, во Уставот е предвидено разрешување на оние што се избрани, значи надлежноста на собранието е да врши избор, именување и разрешување и на други функционери на јавни функции според Уставот и законот. Сега, ако се овие избрани, веќе ги избрала комисијата, ги предложила, а собранието ги избрало, што значи тоа? Имаше двоумење околу тоа дали воопшто може да им биде поднесена интерпелација. Па ајде се одлучија некако, поднесоа интерпелација за секој поединачно и така треба. И сега се врши притисок после таа односно интерпелацијата е поднесена, тие треба се чека нивниот одговор на интерпелацијата и сега кога уште не знаеме исходот од интерпелацијата, иако сите очигледно е дека ако се подпишани 67 пратени, 67 се подпишано, би требало да биде усвоена, но прашањето е после интерпелацијата Уставот вели тие можат да дадат оставка. Имаат право да дадат оставка, дословно така стои, имаат право, што значи немаат обврска да дадат оставка. И не може никој да ги присилува да дадат оставка. Дали тие го чувствуваат тоа како личен став нивни да се одбранат на тој начин или ќе се повлечат како што се врши. Јас сметам дека ова е на некој начин и притисок вршење на нив да дадат оставка. Така. А тие притисок имаат од 2023 кога ја сменја незаконски тоа беше друго. Прашањето беше друго. Јавноста тогаш се револтираше многу, бидејќи навистина тоа беше упад во судскиот систем и тогаш јавноста бараше да бидат разрешени. Меѓутоа сега одека е прашањето малце поинакво. После интерпелација, ако прифатиме дека да теоретизираме дека ќе биде прифатена интерпелацијата за секој од нив, ако тие не дадат оставка, вели премиерот, нема разрешување. Меѓутоа упорно се кажува тоа дека мора, као да мора да дадат оставка, не мора да дадат. Ако сакаат да ги разрешат, комисијата за избори, именување и разрешување во актот на таа комисија дословно стои дека комисијата како што дава предлог за избор, именување и разрешување, значи опфатено и разрешувањето, и дури е во нивниот акт наведено дека иако
ако е во нивна надлежност да дадат предлози, кога е предвидено со устав и закон, можат да дадат предлог и кога не е предвидено со устав и закон разрешувањето или не е предвидено кој орган тоа треба да го направи, во тој случај тие можат да поднесат предлог и за нивно разрешување. Но што е со законот за судски совет? Почекајте малце. Но постои една друга ситуација. Доколку се оди на ова е линкот. Ова што ви го кажувам е актот на комисијата линк за нивно разрешување, да се премине до таму. Но понатаму се поставува прашање, бидејќи советот е составен од две структури. Едната е членови кои што се избрани од собрание, другата е од членови кои што се избрани на непосредни судски избори од страна на судиите. И сега, основ за поведување на расправа за квалитетот на нивната работа е извештајот кој што го доставуваат до собранието. Извештајот за работа, годишниот извештај за работа на судскиот совет се доставува до собранието, но како за колективно тело, не за овие членови посебно, а тие другите посебно. Тоа е колективно заедничко тело. И доколку тој извештај не биде усвоен, во тој случај се расправа за нивната работа пред органите што ги избрале. Така стои. Но органот што ги избрал е за едниве собранието, а за другите се изборите одржани кај судиите. И сега се доведуваме во една ситуација, за овие може да се оди до крај, да ви кажам кој е линкот, и да се разрешат, а за другиве нема предвидено во законот кој понатаму ќе ја води таа расправа за нивната досегашна работа согласно непокажаниот резултат во годишниот извештај. Така. Тука завршува работата за овие што се од судиите избрани. И на тој начин би се постигнала една неравноправност меѓу членовите на судскиот совет, иако во законот за судски совет дословно стои дека членовите се на судскиот совет еднакви. На овој начин би се нарушила принципот на еднаквост би бил комплетно нарушен. И од тие причини јас мислам дека не се оди на понатамошно нивно разрешување на овие. Не сметате дека е пречка тоа што во законот за судски совет е определено како може да се разреши член из дисциплинска постапка? Во законот за судски совет е предвидено разрешување со поведување на дисциплинска постапка, која дисциплинска постапка може да биде поведена од 20 судии или секој член од советот. Тоа е посебна тема каква е таа. Може да побара да се расправа за дисциплинска постапка, но никаде не е предвидено кој ќе расправа по неуспехот на извештајот годишен за судиите. Не е предвидено. Маглечов, како гледате вие на интерпелациите? 5 поднесени се веќе ги има веќе некое време во собранието. Сметате ли дека интересно беше што власта очекува да прво најавуваше нели распуштање, па разрешување, а сега велат интерпелациите и притисок преку јавноста? Да, ми се чини дека власта мора практично тоа што им го ветила на граѓаните, на избирачите во таа смисла, дека мора да го оправда на некој начин. Еве пред мене програмата на ВМРО ДПМН на страница 83 вели сегашниот состав на судскиот совет го има изгубено кредибилитетот и затоа ќе биде распуштен. Ова е прилично строга, да речеме, јасна дефиниција, така што се подразбира дека станува збор за распуштање. Веројатно некој им дал лош совет, па заклучија дека тоа не може тек туку така да се прави, па сега нема да биде разрешување, па ќе биде интерпелација, па самите ќе се повлечат, така што имаме еден галиматијас и практично не знаеме што ќе се случува. Меѓутоа, повеќе од јасно е дека не можат тек туку така тоа да го направат. Да, премиерот тој деновија во изјава кажа дека изминатите месеци стекнувал искуства и знаење за судско-обвинителскиот систем, па така дошол до заклучок. Да. Сакам да се повикам само на едно соопштение кое што го објави судскиот совет, колективно соопштение, во кое што практично тие реагираат на прозивките од извршната власт и велат дека ова е напад на интегритетот и така натаму, без разлика на тоа што имаат секако се разбира право да реагираат. Мојот впечаток е дека тие немаат основа тоа да го прават, бидејќи тие го загубија секој легитимитет
да излегуваат и да кажуваат што треба, а што не треба во моментот кога донесоа спорни одлуки, пред се мислам на разрешувањето на поранешната претседателка. Во моментот кога тоа се случуваше, очекувавме дека наредниот ден тие ќе поднесат оставка, бидејќи по таков скандал кој што го видее јавноста и по одлука на управниот суд, логично е единствено такво решение. Меѓутоа, тешко е да очекувате дека луѓе што се назначени на таков начин, именувани, дека ќе имаат доволно доблест и интегритет да речат да ние ќе се повлечеме самите затоа што во навистина ја прели чашата и мислиме дека е упатно да си отидеме. Да ве потсетам дека истакнатите правници, таму е дискутабилно колку се истакнати правници, пред мене се две биографии, синоќа подготвувајќи се за емисијата успеав да видам например дека Селим Адеми пред да влезе во судскиот совет бил секретар во општина Гостивар и раководител на некој сектор во општина Гостивар и државен советник во Министерството за правда. Тоа е истакнат правник и така е биран во 2 мандати во судскиот совет. Или например Павлина Црвенковска. Мислам не е во основа биографијата лична, колку што покажува дека таа нема тежина за да бидат тоа истакнати правници. Но затоа се наметнува дилемата дали треба да се за важноста на новиот закон за судскиот совет, кој што се очекува да има потесни критериуми, по-прецизно дефинирање, зашто предложи забележа оценската мисија, од аспект на тоа што е и дел договорено како дел од реформската агенда, планот за раст на Македонија во Брисел. Проблемот е во тоа што имаме работна група која што работи на нов закон за судски совет и додека тоа се случува паралелна постапка. Би било логично тој да заврши, да видиме кои се новите решенија, па да се оди понатаму на, да речам, некакви идни сценарија кои би биле во таа смисла подобри од овие. Иако да ве потсетам дека сегашниот закон за судски совет, последните измени се од 2019 година, тој воопшто не е стар закон, како таков. Закон, меѓутоа недоречен. Нема целосно доречен закон. Ние ги направивме законите упатства за употреба. Што ако овој направи, што ако овој направи, во основа тоа не се закони, тоа се повеќе упатства како и треба да ги предвидат сите можни ситуации, бидејќи ние така креативно ги толкуваме законите како што ни одговара во одредени ситуации и тоа што ќе го донесат сега и тој ќе има фалинки, нема да биде идеален закон. Меѓутоа, за жал во институциите влегуваат луѓе што имаат спорен интегритет и кредибилитет и токму поради тоа ни се случуваат овие работи. Идеален закон нема да постои. И овој ќе има веројатно некакви фалинки кои што не би можеле во моментов да ги процениме или ќе ги гледаме после неколку години па ќе речеме еве тука може ова да се подобри или ова е помалку добро и така натаму. Во законот се извинувам што те прекинувам. Во законот стои истакнат правник. Што се мисли за истакнат правник? Треба да биде универзитетски професор, да влезе во тој совет, како истакнат правник. Да, тие се првите категории, а на крајот е истакнати правници. Универзитетски професори, адвокати и истакнати правници кои со своето делување се покажале во јавноста. Сега, прашањето е дали овие тоа го заслужуваат таквиот назив истакнат правник. Ете ти прочита делот тие. Знаете што е не е толку можеби проблем во правната експертиза. Да, до некаде, повеќе е проблем во интегритетот. Бидејќи ние во тој судски совет имавме судии што гласаа незаконски за разрешување на претходната претседателка. И после тоа си дадоа оставки. Не сите. Па не сите тие двајца што дадоа. Но сепак тие учествуваа во тоа незаконско. Имено тоа сакам да речам. И сега дали со оставката се оправдуваш? Колку што паметам, тие што си дадоа оставка, тие не гласа, тие не гласа за разрешување. Тие беа против разрешувањето. И токму тоа беше спорно дека тие што дека после гласањето си дадоа. Да, но не тие што гласаа за разрешувањето. Тие што гласаа за разрешувањето си останаа членови на судскиот совет и им стекува мандатот, нели? Еден по еден. Овие се повлекле, но кога гледале што се случува, можеле да ја напуштат седницата. Тие се суди. Знаете што значи во судница кој ќе ви влезе некој ви прави неред. Прекинувате судење и готово се знае. Тоа беше пред 2 години, но овдека е во прашање искуството на луѓето, снаоѓањето во одредена ситуација. Сега тоа не се учи. Тоа беше пред 2 години, ама гледаме дека се уште предизвикува емоции тие настани кои што не предизвика реакции ни после. Па не предизвика реакции. Никој член, ниту еден член од судскиот совет не поднесе предлог за поведување на дисциплинска постапка против тој што ја зачна таа работа. Што си дозволи да го превземе претседавањето на седницата и да продолжи понатаму. Никој против него ништо не поднесе. Така.
Јакимовски, за интерпелациите. Каде ја гледате правната основа? Интерпелацијата како институт во суштина представува еден вид на парламентарна контрола која што ја спроведува собранието над оние субјекти кои што тој ги избрал. Во класичните парламентарни демократии таа интерпелација се однесува само за членовите на владата. Меѓутоа кај нас ништо не е нормално, ништо не е јасно, се е некоја сива зона. Уставот ја дава таа основа за поднесување на интерпелација и на носители на други јавни функции, што се однесува сега до самата интерпелација. Прашањето дали таа ќе биде прифатена или не прифатена е веќе решено прашање со самото тоа што интерпелациите, како што прочитав од јавноста, се подпишани од 67 пратеници. Да. Интерпелацијата како правна последица не воспоставува должност за разрешување, ниту пак обврска за понесување на оставка. Таа е во една морална смисла определен притисок што треба да се направи кон носителот за самиот да се повлече. Меѓутоа, суштината е дека јас мислам дека владата не сака да ги смени овие членови. Мислите? Сега видите, ситуацијата е малку сложена. Прво представува условно кажано злоупотреба на институтот интерпелација. Ако суштината на интерпелацијата е контрола од собранието кон владата, сега по налог на владата, по обратен редослед, собранието започнува определена интерпелација која што не може да резултира со задолжителна оставка на членовите. Владата веќе истече една година од мандатот. Не постои магично стапче со кое што ќе ги решите вие проблемите у судството. И да ги смените овие 5 членови ќе ви останат истите суди, истите председатели на судови, истиот човечки капацитет и потенцијал кој што го одржите. И веројатно ова е добар начин власта да си најде оправдание. Ние луѓе направивме се што можеме, меѓутоа овие видите ги немаат табер да си одат од тука. Како алиби за Ние што е до нас тоа, се за овој напатен се македонски народ направивме, меѓутоа не можеме понатаму од ова. Што се однесува до можноста за разрешување. Судиката е апсолутно во право. Значи не постојат правни празнини и недоречености, постојат само добри и лоши правници, дали добро читате или не читате. Ако ситуацијата во уставната поделба на власта вели дека собранието дава моќ, односно именува на функција, аналогијата е дека тој што ви ја дава може да ви ја земе. Но дали тоа значи Функцијата собранието има касацијска власт врз сите членови кои што ги Избира. Да, но собранието ги бира и уставните суди, бира и многу други категории. Ама тоа е веќе друго. Да, Значи во ситуација, дали тоа утре може да рече дека не ми се суди допаѓа на општата и посебната одредба. Посебните одредби кои што се за именувањето, за дисциплинската одговорност се операционализирани во Законот за судски совет. Да. Кога не постојат одредби за разрешување на членовите на судски совет, тогаш мора да се применува по општата одредба, тоа е општа правна логика. И мора да се има во предвид. Мора да се има во предвид таа. Мора да се има во предвид и основот за разрешување. Овдека основот за разрешување Неприфаќање на извештајот за работа, на годишниот во другата извештај за работа. Во другата Но нели верувам ситуација дека треба да се дискутира за тоа. Значи, во друга Па ќе се едно е дискутира. дисциплинска одговорност која што ја има определен вршително определена дејност каде што тој одговара за дејствијата кои што ги преземал за конкретни дејствија преземени во неговата работа, а сосема друга ситуација кога анблок целокупната работа на тој орган не е одобрена. И на крајот прашањето за новиот закон, никој не ги спречува во новиот закон да констатира дека престанува мандатот на сегашните членови на судскиот совет. Па еднаш се случи тоа пред неколку години. Ако толку им е битно да го направат тоа. Па добро, тоа би значило сепак распуштање, видите што е. видовме дека Извештајот. Европската унија е против распуштање. Тоа е друго прашање. Тоа е веќе друго прашање што се тоа би смета дека значило да не биде политичка мерка, па еве ги разрешуваме. Токму тоа Европската унија кажа дека е против политички мерки без клучна одговорност. И еве и јас сум против политички мерки. Тоа е страшно. Ако секоја нова власт доаѓа и превзема такви политички мерки, кај ќе ни биде крајот. Меѓутоа, во случајов, законот предвидел дека тој нивни годишен извештај оди на разгледување во собрание. И треба да го усвои за да нема ништо последици. Меѓутоа, во случајов, комисијата која го разгледуваше тој извештај не го усвои. И не започна постапка за или започна постапка? Не, па заврши тоа постапката, разгледан е, само не е усвоен. И тоа е всушност основ за поведување на ова
интерпелација, што Така, е сега. да. Тоа е основот. Така, јасно. Оти, друго е прашањето кога зборуваме за дисциплинска постапка која е предвидена во Законот за судски совет. Но ова е надвор од тоа. Ова е точно основот таму и вели тоа е основ за расправање на органите кои ги избрале. Сега собранието нив ги избра и собранието ќе разговара за тоа. Во деловникот на собрание е предвидена интерпелацијата. Меѓутоа, таа интерпелација каква цел има? Еве велите, нели, ако ти не ме избереш, не изборуваш за мене дека не сум направил ништо за добробит на судскиот совет, треба да следува нешто после тоа. Да, Васко, само Овдека само момент. А овдека што следува? Само собранието може да донесе заклучок. Заклучок и тука се дели пратеничка една имаше пред известно време за која што беше усвоена интерпелацијата и ја натера да даде оставка. Да, веќе Па добро, ама слична е ситуацијата. Се работи за избрани во собрание, од собрание. И сега останува прашањето дали они ќе одат на ова што го кажувам, што е предвидено во Уставот и во актот на таа комисија дека може да се поднесе предлог за разрешување или ќе го почитуваат принципот на еднаквост, бидејќи согласно Уставот тие се избираат од две различни страни. Мораме да одиме на реклами. Во моментов, Васко, по рекламите продолжуваш. Во последниот дел од емисијата, Васко остана недокажан околу судскиот совет и интерпелациите. Да, сосема накратко само сакав да дополнам. Имаме спротивставени мислења со почитуваната Коцо во делот на тоа дали воопшто собранието може да ги разреши. Сврдам дека никако не може да расправа за нив, меѓутоа не може да ги разреши. И сега да не оптеретуваме темата, меѓутоа сакав да дополнам дека кога станува збор за разрешување на членови на судски совет, меѓународните препораки, особено на Венецијанската комисија, особено на Европскиот суд за човекови права, каде што има предмети на суди кои што ги тужат државите, се дека треба да се биде исклучително внимателен, бидејќи вие собранието не разрешува директор на комунално предпријатие во Кучково. Разрешува член на судски совет што има допир со судии, со предмети и така натаму, и тоа е директно влијание или притисок, или може да се протолкува така. Така што во таа смисла треба да се биде внимателен и затоа постои оваа сензитивност, бидејќи не е тоа секој функционер на обично предпријатие, него разрешувате и такако луѓе кои што одлучуваат за судбината, условно речено, професионалната кариера на судиите. Само тоа сакав да дополнам. Тоа се всушност најмоќните луѓе во правосудството и поголемата слика поради која мислам дека е впечатена. Да, дека било дека се тоа најмоќни луѓе во правосудството. Се моќни Да не биде дека се расправаме. Меѓутоа логично е тој што те избира да може и да те разреши. Ако е тоа определено со закон. Па определено е. Не е определено. Па најди го актот на комисијата ќе видиш. Разговаравме сега, меѓутоа да не оптеретуваме дискусијата. Остана последното прашање неотворено. Тоа е кадровската дупка во правосудството. Суди и обвинители не остасуваат и во последниот извештај на Европската комисија, повикувајќи се на податоци на судскиот совет, има потреба од 162 нови суди и според нивните податоци во следните 3 години ќе се пензионираат 40 суди. Сега, се донесе закон со кој што повторно судиите и обвинителите можат да на своје барање да го продолжат мандатот до 67 години, односно одложено да се пензионираат. Еве, според овие податоци тоа би биле некаде 40 суди ако сите прифатат да останат. Да. Од друга страна, проблемот е што академијата последната генерација излезе сега. 97 ќе се вработат, ќе бидат избрани во судовите и обвинителствата, но новата генерација заглави минатата година за време на изборите и од тогаш ниту приемниот продолжи, ниту пак има најава дека нешто ќе се случува. Судике, каде го гледате решението, еве накратко за... Па, овој потез што се направи со донесување на овој закон за продолжување на рокот за пензионирање, на некој начин ќе ги обезбеди тие луѓе за уште 3 години. Меѓутоа, јас добро, не сум против тоа. Можат тие да завршат работа во извесен период. Меѓутоа, прашањето ми е, зошто не се отиде на линија да стручни соработници, кои што ги има во судовите, кои што работат по 15 и повеќе години, со
менторство на судиите, бидејќи стручниот соработник секој пат е заедно со судијата, од него учи. А овие се со години под менторство, за разлика од овие што доаѓаат од академија се неколку месеци, не знам точно колку, неколку месеци, под менторство на судија и стануваат судии. Зошто овие да не можат да бидат предложени, нека се направи некоја промена во законот, бидејќи ни фалат судии. Да. Овие се готови кадри. Но сметам дека Европската унија беше децидна околу тоа прашање. Па знам дека беше, јас го знам тоа прашање. Знам и дека првиот закон кој што се донесе ете да може одреден, не мора сите, али и тамо може да се издействува одреден број или квота некоја да биде превземена од судовите, зашто има во Врховниот суд во моје време кога бев судија имаше толку квалитетни стручни соработници и во апелација и во пониските судови секаде. Тие луѓе нон-стоп работат заедно со судијата, во судница, надвор од судница, заедно се. Така, но да, мислам дека веќе Европската унија некој пати беше децидна и Па добро, сега Европската унија може да биде децидна, но кога се наоѓа некој во криза треба да најде решение да исправи таа работа. така. Дали е решение во ова законот или некаква помош? Видете, ние не би? можеме да одиме против општите трендови секаде, значи неминовно ќе се доведе до пролонгирање на старосната граница за одење во пензија, не само во судството и обвинителството, туку и во сите други сегменти на нашето општество. Меѓутоа, она што мене ме загрижува како правник е фактот што правото како професија ја изгуби својата привлечност. Најдобрите студенти од мојата генерација 1-2 плюс минус после мене, пред мене или после мене, веќе немаат волја да се занимаваат со право. Заради сите работи кои што се послучуваа изминатите 10, 15, 20 години, професијата создадува одредена верзија кон професијата, бидејќи вие, тоа што каже судиката, имате стручни соработници, кои што јас ви тврдам дека се барем најмалку двојно поспремни, поподковани од обвинителите и судиите. Така. Јас пред одреден период напишав Така. на Facebook еден статус во кој што одговорно тврдам дека ниту еден од обвинителите не разбира кривично право општ. И тоа е поразително. Тоа е поразително, тоа е страшно. Вие кога имате ситуација да тие не го разбираат општиот дел, посебниот дел е многу лесна материја ние што разбираме. Меѓутоа, во ситуација кога што луѓето кои што треба да го спроведуваат законот и кои што ја вршат функцијата, се секојдневно во допир со своите соработници и тие соработници гледаат дека овие луѓе напредуваат во кариера, одат подалеку, а тие се заглавени на ниво на стручен соработник и ќе се аплицираат на Академија за суди и јавни обвинители и ќе ги бутнат на одреден тест за интегритет како што беше пракса претходно, па кој друг нормален ќе губи 5, 10, 15 години да студира право и да се образува да биде суди и обвинител? Тоа е главниот проблем. Ние ќе го решиме сега за 3 години, ќе добиеме 30, 50, 100 судии. Тоа ама времено. Ама тоа е времено. Тоа е како на човек кој што е болен од рак да му давате вие антибиотики и да му кажете ќе ти помине. Нема да помине. Така. Маглечов, новата генерација заглави уште на приемниот испит, помина изборите, сега се чекаше некакво одобрение од владата за вработувањето, бидејќи тие беа замрзнати и се уште нема никаква одлука, промени во составот на управниот одбор на академијата. Каде го гледате излазот? Дали мислите дека ќе продолжи стариот оглас или па ќе се распише нов оглас и дали воопшто тоа ќе Ми се чини дека тоа би требало што поскоро да се реши, бидејќи тие луѓе во основа имаат приватни живот, инвестирале и енергија и пари и време и се останато и се заложници на така е. И ми се чини дека ова мора да биде во топ 3 прашања кои што оваа власт ако сака да почне да ги решава суштински, вистински проблемите во правосудството, тука мора да тргне меѓу другото, бидејќи кога ќе внесете вие нови луѓе автоматски ќе се растоварат и постојните суди, јавни обвинители со работа и така натаму, како што реше и почитуваниот адвокат. Во таа смисла тоа подразбира дека ќе донесете млада, свежа, нова енергија и се разбира дека еден дел од тие луѓе биле и стручни соработници, се одлични правници, како така мислам дека на тој начин некако би се компензирало ова што е некаков недостаток. Ова е палијативно решение, дали бидејќи ви им давате можност, тоа не значи дека секој кој е на 67 години, можеби некој едва чека да се пензионира, така што има и такви случаи. Така. Академијата сега доколку сега почне процесот, оној што беше сопрен или одново, наредните 2,5 години минимум до 3 ќе нема нов кадар. Па ќе нема.
во правосудството. И сега останува на управниот одбор да одлучи што ќе прави со тој оглас конкурс што беше Огласот, што да. го прогласија дека не е валиден од причина што беше во време на изборите се рачуна како да биле во работен однос. Меѓутоа видите каде е прашањето, проблемот тука. Во самиот закон за академија стои дека тие луѓе засниваат работен однос. Така дословно стои. Така, да. Што за мене е неприфатливо некој што е на обука на учење да биде работен однос. Но во законот така напишале. И тоа беше причината што тој конкурс пропадна. А се уште мислам дека Не, нема одговор, стопиран него беше, закочен е. да. Сега да. прашањето, Закочен е, да, добро, прашањето е сега дали управниот одбор ќе го конвалидира тој избор или ќе рече наново да се врши избор. Тука они треба да одлучат. Меѓутоа има некои други проблеми според мене кои што академијата на некој начин ги испочитува или не ги испочитува, како да земеме. Еве да речеме во управниот одбор на академијата членуваат луѓе кои што се членови на судскиот совет. А во законот за академија дословно стои дека во составот на управниот одбор можат да бидат членови, односно за членови да бидат само судии кои што се активни. Функцијата која се во Да, судски совет, бидејќи тие сега не се судии, членовите на судскиот совет не се судии, нивната функција мирува. И тие упорно тоа го оправдуваат затоа што ДКСК донела некое решение каде што ја запрела постапката, а од друга страна рекле дека тоа грешка што го направиле со предлагање на нивни членови. Па извинете, ама ако сгрешила ДКСК не грешете вие. Исправете си го тоа. Тоа не е Да, прашање таа тема на нека беше, да, таа правна тема беше, филозофија, подребата е многу проста, само Само за судија. крај, кратко Само сакав судија, да ама прашам одат- кратко, бидејќи толку ни е времето, проблем со недостаток на кадар, но и неисполнување на буџетот од власта за правосудството. Тоа е една посебна приказна за која што ќе треба да говориме на долго и на широко. Конкретно одредени проблеми кои што се соочуваме сега во практиката е да кажеме со некоја isforsirana примена на обврската за снимање на судењата во да кажеме во граѓанските судови. Сега ние во 2025 година наместо записник за да не се трошеле пари за хартија, тонер и така натаму добиваме компакт диск кој што впрочем нема кај да го уклучиме и нема кај да го прочитаме. Денес немате кај да купите вие уред кој што чита цедињаме. Свеќе, значи тоа се само едни од елементите каде како погрешно се постапува и како погрешно се применуваат одребите и како со сила се обидува да ги се скратат средствата кои што реално треба му припаѓаат на правосудството. А судскиот буџет изнесува 0,8, а добива... А не е ниту пола, Не е или пола, да. половина. Не е. Не е ниту половина, а резултати се бараат. Како сакаат после резултати да имаат? Така. Ви благодарам многу што бевте мои гости вечерва. Вам почитувани ви благодарам што следевте топ тема. Останете на програмата на Телма. Добра вечер. Благодарам. Благодарам.